вечер и од мене и добре дојдовте во отворената програма на Студио 1 за вечерниот термин, почнувајќи од сега 19 часот и 15 минути. Од сега па се некаде до 22 часот во студиото на 1 телевизија ќе поминат на вистина многу гости. Тоа што во овој дел од програмата можам секако да ви го најавам е дека ќе имаме неколку линковски вклучувања на наши колеги, а и многу гости на различни теми, како и едно интересно телефонско јавување, но тоа се содржини кои што ќе можете да ги гледате и во нашиот централен дневник во 20 часот. Вечера во 19 часот беше најавен нов протест на ВМРО ДПМНЕ, кој почнува од пред зградата на ВМРО ДПМНЕ, пред партиското седиште. На линк треба да имаме колешката Јана Јосифовска, која што го следи денешниот, односно вечерашниот протест. Јана, добро вечер. Добро вечер, Анита. Се надевам дека се слушаме, освен што јас можам да слушам дека во позадина има гласна музика. Што се случува во моментот пред седиштето на ВМРО ДПМНЕ? Така, Анита, патриотски песни и македонски знамиња за старт на вечерашниот протестен марш на најголемата опозицијска партија. Како што спомена и ти, ние моментално се наоѓаме пред седиштето на ВМРО ДПМНЕ, од каде што е всушност предвидено да започне собирот, па потоа сите приврзаници и членови на ВМРО ДПМНЕ се разбира со највисокото партиско раководство. Според предвиденото, по неколку скопски улици ќе маршираат се до крајната цел, а тоа е владата на Република Македонија според најавите. Протестниот марш, како што може да се забележи зад мене, се уште нели не е започнат. Неколку стотици граѓани полека се собираат во знак на поддршка на ВМРО ДПМНЕ. Инаку во партиското соопштение на ВМРО ДПМНЕ, кој што денеска беше испратено до јавноста, меѓу другото со кое што се повикуваше за вечерашниот протест, беше наведено дека главната тема за вечерва ќе биде, бидејќи како што тврдат СДСМ, која што е на власт, ја зацрнила, како што велат Република Македонија, и дека во сите општествени сфери имало многу негативни последици кои што ги чувствувале граѓаните на Република Македонија, како што обвинуваат од ВМРО ДПМНЕ, токму поради тоа ги повикаа граѓаните на вечерашниот протест. Инаку е предвидено како изминатите недели да зборува председателот на партијата Христијан Мицковски и останува да видиме дали ќе има и некои други говорници на овој протестен марш. Да напоменам дека веќе неколку недели најголемата опозицијска партија протестира секоја среда. Меѓутоа, како што напомена, поради празникот Свети Никола се одлучиле за оваа четврточна вечер. Исто така, освен во Скопје, одржуваат протести и низ повеќето градови на Република Македонија против власта, како што тврдат. Исто така, само да напоменам дека од Министерството за внатрешни работи информира дека токму поради најавениот протест, центарот на градот и главните улици ќе бидат затворени, односно ќе има посебен сообраќаен режим. Според предвиденото од партијата, маршрутата ќе започне тука од седиштето на ВМРО ДПМНЕ преку улиците Даме Груев, Васил Главинов, Дело Дилинденски, како што кажа веќе пред владата. Анита, тоа се оние генерални информации кои што можам да ги брифирам тука од вечерва моментално. И секако остануваме на терен, ќе го следиме до крај овој протест. Сите пораки кои што ќе бидат испратени, веќе можам да ги најавам за 20 часот, но повели доколку имаш некоја дополнително прашање. Прашање немам, затоа што успеа во еден здив да кажеш се што јас можеби сакам да те прашам. Ако ништо повеќе, барем известување за сите граѓани на Скопје кои што сакаат вечерва да се движат кон централното градско подрачје. Информација повеќе дека центарот и добар дел од улиците на центарот ќе бидат блокирани заради овој протест на ВМРО. Ја кажа и маршрутата, завршницата е пред владата, заради тоа, токму во централниот дневник, значи нешто по 20 часот, Јана повторно ќе имаме со линковско вклучување од терен. Јана, за сега толку, ти благодарам за јавувањето и се слушаме нешто подоцна.
Доколку имавте прилика да ја следите програмата на 1 ТВ денес во текот на денот, имавте прилика и да ја слушнете најавата за тоа кои се содржините предвидени по 19 часот во програмскиот дел на отвореното студио 1. Она што последниве неколку денови ја разбранува јавноста е секако исчезнувањето на едно лице, Пинета Секондо, 26 годишно момче, чија мајка на Фејсбук имаше неколку апели за тоа да и се помогне да се пронајде незиниот син. За жал, господјата Маја, мајката на Пино, се обидовме да ја добиеме како соговорник, за да едноставно ни раскаже со што се соочува во потрагата по незиниот син, бидејќи тука имаше секако и став дека Министерството за внатрешни работи веќе 10 дена не превзема ништо, но господјата Маја не сака да се појавува пред камерите. Денеска имавме обид телефонски да ја снимеме, но на два пати бевме одбиени, рече дека ќе не побара, но тоа беше доволна причина да се позанимаваме малку со тоа што е единица или сектор за исчезнати лица на Министерството за внатрешни работи. Овој пат во студиото господинот Саше Димески, началник на единицата за исчезнати лица при СВР Скопје. Добро вечер. Добро вечер и на вас. Случајот со Пино е актуелен. Вие сте, предпоставувам, најмногу во тек како началник на оделението. Поминати се, рековме, 10 дена. Мајката тврди дека незиното дете нема зошто да избега од дома, нема од кого да бега и така натаму. Вашите оперативни созданија во моментот што говорат? Добро вечер уште еднашка. Нашите оперативни созданија говорат нешто сосем друго. Поставеноста наша, можам да ви објаснам на кратко како сме поставени, односно Министерството за внатрешни работи, секторот за внатрешни работи Скопје е единицата исто така за потраги која има две оделенија. Едното оделение е за потраги, а другото е за исчезнати. Баш на оделение за кое сега говориме, кое е задолжено за примање за локални и централни, точно исто е господјата Маја што кај нас што пријави. Се трага, работиме и во тој дел ве уверувам дека нашата истрага е многу темелна и многу исцрпна. Се надевам дека ќе успеете наскоро да излезете со поконкретни податоци. Маја како мајка ги бара одговорите на прашањата, зошто незиното дете би исчезнало или би побегнало. Вашите оперативни сознанија, пак прашувам во моментот, велат дека Пино е во градов? Па вака, како што кажа, поставеноста наша и односно стандардните оперативни процедури ние што ги преземаме, што ни се во нашиот домен, односно ние што преземаме секоја една постапка за пронаоѓање, еве конкретно лице во што го посочуваме вечерва Секондо, се преземени сите, односно од јавното обвинителство. Имаме сите добиени можности да го пребаруваме и градот, да пребаруваме и телекомуникацијските врски, што имаме посебно и од социјалните мрежи допринос, така да нашите сознанија до сега во интерес на истрагата не би навлегувал во детали, али говорат дека не е она што се говори во колуарите. Да, има многу приказни, додека не се слушне вистинскиот одговор, ќе има нагаѓање. Ова единица, како што кажавте, структурално е така поделена. Кога се прогласува едно лице за исчезнато? Значи, едно лице за исчезнато се прогласува во оној момент кога пријавителот, односно родителот или некој близок лице, го пријавува во полициските станици од општа надлежност во градот Скопје или во Републиката Македонија. Кога почнува истрагата? Истрагата почнува после 48 часа од моментот на исчезнување на лицето. По пријавата ние земаме, станицата зема на формулар ги зема сите податоци конкретни што нас не интересираат, но пропишани што се во стандардните процедури и настапуваме по сите оние сознанија веќе што ги имаме добиено и начинот на работење. Правите, предпоставувам, и анкета со тоа што се блиски луѓе, познаници, дали едно лице исчезнато, дали побегнало со намера. Така е. Значи секој едно лице е различно само за себе. Значи не станува збор за секој едно лице. Имаме лица што бегаат од љубовни врски, имаме лица што бегаат за љубовни врски, социјални случаи, имаме лица со ментална попреченост. Во конкретниот случај имаме многу оперативни сознанија, работиме на тоа, вклучително и обвинителството ни ги даде насоки, односно со нивна соработка имаме насоки за постапување.
пребаруваме све што е. Анкетирањето е првично, значи секој оној момент кога ќе дојде до пријава за некој исчезнато лице, анкетирањето е првото она што го правиме за секое едно лице. И така претпоставувам правите психолошки профил на лицето кое што го барате. Така е. Колку време може некој да важи за исчезнат? Може за важи за Не исчезнат, постои рок. Не постои. Најстариот случај Во нашите евиденции најстариот случај од 80-тите години имаме, што го водиме евиденцијски од 80-тите години, точно дали 85-та или трета не се сеќавам, али од 80-тите години имаме случај на исчезнати лица. Ако некоја истрага трае толку долго, сепак тоа лице не се прогласува за мртво, се додека немате вистински... Така е, не можеме да прогласиме некој лице за мртво, бидејќи немаме такви сознанија, односно не можеме, бидејќи истиот може да се наоѓа на друга територија од државата, може да се наоѓа каде било тоа. Се до оној момент додека не пронајдеме, на жалост, леш. Тогаш више го... Колкав е процентот на пронајдени мртви тела од пријавени исчезнати? Од пријавени исчезнати мртви тела? Во прошлава година 3 исчезнати, пријавени за исчезнати имаме пронајдено 3 мртви. Што во соработка со судска медицина се утврдува дека се тие лица што се пријавени за исчезнати. Така. Истрагата ви покажува зошто некое лице исчезнало, како што кажавме, дали тоа го направило со намера, значи свесно побегнало од X причини. И сега следува моментот кога на најблиските, ако вашите оперативни сознанија говорат дека тоа лице го направило тоа со намера, вие сте тие кои што веројатно треба на блиските да им кажат така е. Попусто го бараме, ова го прави свесно. А реакцијата на блиските веројатно е негирање на тоа што се ваши сознанија. Како се справувате со семејствата кои што не се задоволни од вашите сознанија? Не секогаш реакцијата на семејствата е негативна, односно кога пријавуваат за исчезнато лице знаејќи дека нивните деца се со социјални проблеми, односно дисфункционални семејства каде што се работи, дека децата им бегаат за одредени случаи, они веќе кога ќе дознаат дека се дали е за љубовна врска, дали се исчезнати во дел на имаат немири во семејствата, тогаш они не се секогаш се некогаш и се радуваат. Постои ли некаков генерален профил за тоа од какви семејства или какви семејства најчесто се соочуваат со вакви? Па напоменав малце ви кажав дека има семејства кои нивниот дисфункционалните семејства имаат дефинираат како нивниот социјален статус не е добар и тие семејства веќе редовно ни пријавуваат такви деца дека им се исчезнуваат, веќе имаме и тоа ни ја зголемува и бројката во Тоа го зголемува бројот на исчезнати лица, да. Она што пред да влеземе ми го прочитавте како податок на годишно ниво, конкретно за Скопје. Конкретно за Скопје. Дека имате од годишно, не знам, 170 таму колку беа пријави за исчезнување, еве сега карикирам, од 170, обично 150 се тие кои што се пријавени како исчезнати, но се ликови кои што после 3-4 дена се враќаат самите во... Но вие сте должни да почнете истрага. Да. И така трошиме и ресурси. Значи, може на кратко да ви објаснам за пријавени исчезнати лица во 2015 купно биле 297, од кои нив се пронајдени 284, што самиот факт говори дека потрагата продолжува само за 13 лица во таа година. И до ден денеска. Пријавени лица во 2016 има 216, пронајдени се 200, исто остануваат 16. 2017 имаме 217, 183 се пронајдени. Оваа година заклучно со 12 пријавени се 193 лица, уствари пронајдени, а 238 пријавени. Ни остануваат уште 45 лица, што не говори дека оваа бројка е бројка, што значи може лица се враќаат, односно нас не ни пријавуваат дека се вратени, што значи ние намалува процентуално. А вие и понатаму ги работиме ги бараме. Што значи тоа дека таа бројка од 40 на кои што ви се еве во моментот како исчезнати, оперативно цело време ги работите? Така е, цело време ги покриваме, односно правиме анкети, се до оној момент додека не дојдеме до сознание кај се и што се. За да бидеме поконкретни, во потрагата по Пино во моментов, како
градска како СВР Скопје како единица, нели, за исчезнати лица, што опфаќа истрагата во овој момент кога зборувам како ресурси? Проверка на телекомуникацијски, Така. Значи следење на телефонот ако евентуално можете да го следите ако не е исклучен или Не само на неговиот некаде телефон. намерно Не само оставен, не на неговиот така. телефон. Не зборувам за Пино конкретно во моментов. Што вели истрагата? Што е превземено како Така. елемент? Превземањето за Пино во овој момент, значи во дослух, односно во соработка со обвинителството, ни се дадени наредби за покривање на телекомуникацијскиот систем, тој што го користел, односно телефонот, и други телефони што се во неговото окружување, односно со кој тој комуницирал претходно. Значи Така. тоа го покриваме. Покриваме, имаме соработка исто така со така наречениот Safe City, што го викаме на градот. Ја бараме, пошто е оддалечен, со возило патничко, и возилото го бараме. И оперативните други врски што ги имаме на терен од луѓе, еве конкретно денеска можам да кажам дека од Сабајле со неговата мајка се слуша некој лице од градов, каде што наводно, пак ќе кажам наводно, не можам да тврдам со гаранција, дека го приметил во делот на Скопје патот према Драчево, каде што се возил во возило. Симптоматично е тоа што неговото возило има две налепници, едната е со македонско специфични, еве ќе кажем, едната е со македонско знаме и европско знаме. И истиот се јавил на неговата мајка преку социјална мрежа Facebook, и кога мајката побарала дали може ова истото да го каже на полицијата, она ни го даде Сабајле, баш денеска Сабајле телефонот ни го даде и комуницираме и ја водиме Значи, тоа може да ве истрагата. наведува дека исчезнатиот е на територијата на градов, може, а и не мора да се значи. надеваме. И уште ова, со оглед на тоа дека вашите, тоа ви е работа, нели, да истражувате и на крајот да ги најдете исчезнатите лица, но еве може да се случи некој тоа да го прави намерно, нели, свесен е дека некој го бара, дека семејството го бара и така натаму. Од повеќето случаи. Вашите ресурси исто така се во функција, нели, го барате, но не се пријавува и веројатно одлучил да се води како исчезнат. Постои ли одговорност на тие лица кои што еве, вашите ресурси се трошат за потрага по нив, а тоа е само нивна лична одлука? За жал не постои одговорност за тоа лице што е пријавено како исчезнато. Не постои, наша е задачата да го бараме, бидејќи имаме на записник пријава за исчезнато, пак ќе кажам дали од родител или од роднина или пријател, и не постои негова одговорност. Кои се сознанијата и искуствата на вашата единица за луѓе кои што се жртва на трговија со луѓе, исчезнати од тие причини? Па и киднапирање. Единицата за потраги од одделението за исчезнати работи со и другите единици во Министерството за внатрешни и СВР Скопје, со единицата за насилен криминал, единицата за малолетничка деликвенција, кои ако дојдеме до таков податок, го презема единицата за насилен криминал, која има значи, во делот го презема така друга. Така е. Али ќе нагласам во овој момент дека до сега на територијата на град Скопје немаме таков случај каде што сме утврдиле дека е жртва на трговија со луѓе, па да го преземе единицата за насилен, односно трговија со луѓе. Да. Господин Димовски, ви благодарам за ова гостување во Студио 1. Благодарам и на вас. Останете со нас, се враќаме по кратката пауза и следните гости во студиото. – 2018-та полека изминува. Се надевам дека ќе ја паметите поубави нешта. За 2019-та ќе ви посагам уште повеќе љубов, радост и исполнување на сите желби. Среќна нова 2019. Секој успех заслужува внимание, а секој пораз критика, дебати, анализи, интервјуа. Сите најважни спортски случувања како од домашната, така и од меѓународната спортска сцена. Што остави длабок печат, а што допрва не очекува. За најверната публика и недобрите типувачи следуваат награди. Спорт 1, вашиот број 1 спортски информатор само на 1 ТВ. Секој петок 21 часот. Ајде, дајте музика. Режија. На барање на гледачите.
Репризно емитуваме првата сезона од најгледаното забавно шоу Вечер со Тијана. Проклето je sve što je od tebe, imaš riječi najslađe. Сите ексклузивни гости и настапи за паметење. Погледнете ги повторно во репризниот термин на 1TV. Da se ne okrene. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Сабота, 20 часот и 30 минути. lajao vratima na -26. Вечер со Тијана. Како се создаваа успешни бизниси преку лажни идентитети? Ние ги откриваме имињата на оние кои стојат зад криминалот и корупцијата. Субвенции, јавни набавки, тендери, како и кому се делеа. Македонија не е во приватност на индивидуи. Откриваме се што се случува зад ваш грб. Нема заштита за локалните шерифи кои станаа бизнисмени. Бараме одговорност од најмокните за најмалку заштитените. Одговорите во Македонски инсайдер. Стартуваме од 15 јануари 2019 година. Бидете со 1TV. Над 2,5 недели 1TV нема добиено одговор од председателот Ѓорѓе Иванов на поканата да одговори на прашањата во интерес на јавноста пред да замине од функцијата. Кога председателот добива критики и пофалби од домашната и меѓународната јавност, негова должност е на истите да даде свој печат. Поканата кон Ѓорѓе Иванов останува отворена. Датумот и времето ги бира таткото на државата. Одговорност пред се. Секој успех заслужува внимание, а секој пораз критика, дебати, анализи, интервјуа. Сите најважни спортски случувања како од домашната, така и од меѓународната спортска сцена. Што остави длабок печат, а што допрва не очекува. За најверната публика и недобрите типувачи следуваат награди. Спорт 1, вашиот број 1 спортски информатор само на 1TV. Секој петок 21 часот. ...2018 нема да ја паметиме по врвни резултати и историски успеси на нашите екипи и репрезентации. Но спортските колективи од земјава сепак го направија оно исчекор во кој што ќе може да постигнат подобри остварувања во новата година, со тој да ги исполнат очекувањата на спортската јавност. Спортската редакција на 1TV и во календарската 2019 ќе продолжи по зацртаниот пат да ве известува и информира за сите спортски настани кои се од национален интерес. Сите спортски национални репрезентации и клубови посакуваат поголема поддршка. Бидете заедно со нас на трибините и бодрете ги нашите спортски херои. Ви посакуваме среќни празници со програмата на 1TV. Како се создаваа успешни бизниси преку лажни идентитети? Ние ги откриваме имињата на оние кои стојат зад криминалот и корупцијата. Субвенции, јавни набавки, тендери, како и кому се делеа. Македонија не е во приватност на индивидуи. Откриваме се што се случува зад ваш грб. Нема заштита за локалните шерифи кои станаа бизнисмени. Бараме одговорност од најмокните за најмалку заштитените. Одговорите во Македонски инсайдер.